Оваа година фестивалот се одржува по 6-ти пат. Имаме нов термин, ќе се одржи овој викенд од 12 до 14 мај. Нова локација во манастирот Свети Илија, селото Мелница. Шесто издание, шеста активност покрај велосипедизмот, планинарењето, планинско трчање, аеробик и болдерингот. Оваа година воведуваме и спелеологија. Таа активност ќе биде изведена утре во сабота со почеток во 10 часот. Две групи од по 20 луѓе ќе можат да ја посетат Милничката пештера. Целта на имотото на овогодинешното издание уживаме во Мариово. Со текот на годините го поставивме Мариово во календарот на аутдор активностите на спортистите во Македонија и веќе се дефинираше групата на луѓе кои што се покажуваат како искрени љубители на аутдор спортовите, престојат во природа и конкретно Мариово. Затоа оваа година ќе има помала бројка на посетители. Очекуваме да има до 300 гости да го посетат Мариово во трите фестивалски денови, практикувајќи ги еден од овие спортови, сите во различни термини. Како една од најубавите, според мене, промени кои што ќе ги воведеме од оваа година е музичкиот дел кој што ќе се одржи во сабота. Преку ден ќе има диџеј кој што ќе пушта тивка музика, а вечерта со почеток од 20 часот ќе имаме концерт на Челгискиот оркестар при МРТ. Значи се после рок концертите настапи кои што ги имавме претходните години, оваа година сакаме повеќе да се посветиме на уживањето во Мариово, токму тоа е и мотото на фестивалот. И едноставно луѓето да бидат повикани да го посетат Мариово заради самиот предел, заради убавината, духовноста која што ги нуди областа. Ова е моја трето учество на фестивалот Мариово Road Experience. Година покрај повеќето промени, една од главните промени е планинарската патека, која што годинава ние пред еден месец ја обележавме и ја пробивавме на места. Таа е одложена од 15 километри, стартува од манастирот Свети Илија во Мелница, искачува 3 врвови, тоа се Мала Скрка, Панделе, сите мариовци го знаат тој знаменит врв со неговата поставеност, врвот Пасково Ќуле и се спушта во селото Полчиште, баш со таа цел на посетителите од сите краишта на Македонија да им покажат едно баш типично мариовско село со своите градби и да ги видат луѓето таму, да допрат до битот на Мариово и потоа се враќа назад во манастирот. Исто така, значи тука се главните, нели, големата и малата велосипедска тура. Големата, како што знаете, е одложена 50 километри со 1000 метри искачување. Таа сите ќе стартуваат од иста точка од манастирот Свети Илија во Мелница. Големата тура оди кон Бешиште, Сатока, Градешница во битолскиот дел на Мариово и преку Зовичи, познатиот мост од филмот Прашина на Милчо Манчевски, завршува повторно назад преку селото Манастир во Свети Илија. А малата тура е 30 километри со околу 600 метри искачување. Таа посетува неколку мариовски села, тоа се Витолиште, Полчиште, Бешиште. И исто така на таа помала тура ќе имаме и мали така да речам предавање истражувања што сме ги собрале со податоците што сме собрале од истражувањата низ Мариово претходниве години. Во 10, значи во 10 часот ќе стартуваат големата велосипедска, 10,5 малата, а непосредно пред во 9,5 часот со тие што ќе дојдат од Скопје планинарите еднодневно, учесниците од кампот ќе започнат со планинарското искачување. Мариово Road Experience представува еден од најбитните настани кои се случуваат во текот на годината во Прилепи во Република Македонија. Навистина едно одлично одбележување на некој начин на стартот на пролета и овој преубав крај е еден од еколошки најчистите краеви. Благодарност до организацијата која што по 6-ти пат ова година го организира овој настан и да ги повикам сите ентузијасти и љубители на природата, на добрата традиционална музика и традиционални вредности да присуствуваат овој викенд на овој настан, каде што ќе има покрај спорт, дружење, музики, запознавање со убавините на Мариово и нормално и еколошките аспекти да се запазат во сето ова, бидејќи да повторам, Мариово е еден од најживописните и најеколошки најчисти краеви во Република Македонија и на Балканот. Ќе има прекрасен викенд, авантуристички викенд представува пред нас, така да
одлична можност за прилепчање сите од Република Македонија да овој викенд го искористат да го посетат овој прекрасен крај со сите овие активности кои се организираат.